Во училиштата во Гостивар периодов се прават подготовки за почетокот на новата учебна година. Министерството за образование вчера ја објави одлуката дека наставата ќе се одвива онлайн, освен за децата од прво до трето оделение, како и во училишта со мал број на ученици, но и тоа сепак по избор на родителите. Надлежните во Гостивар се координираат и ги разгледуваат условите. Анкетирањето на родителите покажало дека поголем дел од нив се за физичко присуство на децата во училиштата. Нашата екипа го посети основното училиште Единство во градот. Објектот е целосно дезинфициран, а клупите во училниците се преуредуваат, за да се обезбеди поголемо растојание меѓу учениците. Директорот Зијадин Нуредини вели дека во одделенијата имаат помал број на ученици и можат непречено да се организираат за настава во училиштето. Во наше училиште бројката нема повише од 15 ученици и сите давали родителите и наставниците, сите анкети што ги имаме направени, сите се да почнат на физичко наставање. Децата да почнат во училиште. Од Општинскиот сектор за образование нагласуваат дека во училиштата се јавила потреба за повеќе хигиеничари поради спроведување на антикорона протоколите. Некои училишта барале и да се обезбеди тест за ковид за наставниот кадар. При крај сме со собирањето на податоци и информации од училиштата, кои потоа ќе ги доставиме до Министерството за образование и наука. Посебен акцент ќе биде ставен на потребите и барањата на училиштата, како што се зголемување на бројот на хигиеничари, обука на наставниците за одржување на онлайн настава и тестирање за COVID-19 на наставниот кадар. Гостиварци со кои поразговаравме имаат поделени мислења. Дали е подобро учениците да следат настава на интернет или да се вратат во училишните клупи? По моје мислење, ја мислам дека подобро е да биде со наставни учителот кој ќе ја води наставава онлайн. Ние имаме деца кои што немаат компјутери. И да има компјутер дете, што може тој да научи во компјутерот, подруго да биде учителот и да држи настава за сите деца. Еве, случајно сум и просветен работник, професор сум во средно училиште. Сметам дека онлајнот е најдостапно и најприфатливо и за наставниците и за учениците пред се. И ние ќе се подготвиме максимално за да одговориме на овој предизвик. Ценам дека, барем јас каде што работам, услови за друг вид на настава, од ова што е сега понудено, мислам дека и нема. Онлајнот е најдостапно. Мислам дека најдобро е деца да додат на училиште. Немаат сите услови дома за да можат да учат преку интернет како што треба. За сега не е прецизирано дали новата учебна година ќе започне на 1 септември, со оглед дека ќе бидат потребни и законски измени за воведување на новините.